Пехчево синоќа го славеше фолклорот и 7-децениското работење на Домот на културата Јане Сандански. Па имаше и падови и подими, како што знаете, имаше и драмски секции и инструментални групи. И одиме во Републиката, настапуваме во Македонија, во соседни земји, освојуваме први награди, втори награди и така. Старите пехчевци се сеќаваат на почетокот на работата на институцијата, која е одговорна за културниот живот во малата Малешевска општина. Од почетоко, некаде од 50-тите години, прво постоеше трубачки оркестар, па мандолински оркестар, па почна да се формира и драмски секции. И сум еден од основачите на културно-уметничкото друштво Јане Сандански од Пехчево. Денеска КУТ Јане Сандански брои 100 членови. Значи, по возраст сум најстариот член на игрорната група при Домот на културата Јане Сандански од Пехчево. Членувам веќе 6 години. Јас членувам веќе 2 години во ова игрорна група, така наречена културно-уметничко друштво. Од љубов спрема етното, сакаме да го промовираме нашиот град Пехчево. За општината опстојувањето на оваа културна установа е од големо значење. 70 години како постои културно-уметничкото друштво и Домот на културата во Пехчево, институција која што ја гаи културата во Пехчево ја поддржува веќе 70 години. На сцената на отворено на плоштадот настапија и игрорците од Пехчево, но и ансамблот Танец, а сето тоа донесе и многу публика, но и гости од Бугарија. Се чувствувам право многу убаво меѓу свој народ. Сите настапи ни се драги, ама некако посебно кога доаѓаме на кај тој крај ми е посебно драго некако. Сум многу доволен че присуствам. Многу сум среќен што сум овде. Фолклорот е нишката што ги спојува двете земји. Ти кажа, фолклора и в Българија и в Македонија е едини същи и това ни сврзва. Младите игрорци во Пехчево денес пишуваат нова историја, а неодамна секцијата за модерни танци и вокална интерпретација на Домот на културата во Пехчево му донесе први награди на фестивали во соседна Бугарија.